Денеска продолжуваме со издавачката дејност на комората. Не е ништо символично врзано за ова, али е поврзано со настаниве кои што се пред нас. И оваа книга, која што зборува за тој новиот договор за економски развој и за оно што го има направено комората во изминатиот период, мислам дека ќе остави значајна трага за идниве генерации да видат дека и тука е работено на сериозни теми, дека се предлози давани подкрепени со најсериозни анализи, меѓународни, регионални и наши домашни, дека и тука е вклучена науката и практиката заедно цело време, така да ние се определивме да низ две книги практично да прикажеме нешто што фалеше во јавноста и да дадеме одговор на две суштински прашања. Има ли комората капацитет, како што велиме, дека во нејзините редови има најголем број на луѓе кои што се високо образовано, магистри плюс доктори на наука, истражувачи и така натаму, сконцентриран најголем капитал, способност да изработи стратешки документи од кои што ќе зависи развојот на државата. И тоа беше та првата книга. И втората книга е ова денеска што ја гледаме, е поделена на два дела. Во првиот дел зборуваме за едно суштинско прашање, даваме одговор, а тоа е што ќе се случеше ако државата, односно владите ги прифатеа дел од предлозите на Стопанската комора на Македонија. И одговорот го даваме токму низ оваа книга, а во вториот дел зборуваме за она што треба да се направи, затоа што сите велат доста со констатации на состојбите, знаеме дека не се добри, што треба да направиме, па почнуваме со она што мразот го скрши бившиот премиер и наш член на комората Хари Костов на годишнината од прославата на рамковниот договор, која кажа дека е потребно да се направи нов договор за економски развој. Ние таков документ понудивме 2010 година и го прикажуваме тука. Понудивме и понатака во понатамошниот период решенија поединачни низ тие стратешки документи. Меѓутоа, мислам дека околностите покажаа дека ние, ако успееме да создадеме една платформа зад која што ќе застанат сите субјекти во државата кои мислат добро, а ќе сочинуваат бизнисот, синдикатите, науката, МАНУ и медиумите, ќе добиеме ситуација во која што платформа ќе ги постави основите за едно поинако размислување и заменување на нашите поимања на живеењето, кое што во секој случај треба да биде со повисок квалитет и за граѓаните и за фирмите. Значи, да бидам прецизен и јасен, овие две книги, што излегува во овој краток период, даваат одговор на неколку суштински прашања. Прво, да, комората е способна и има изработено стратешки документи со кои што може да се заокружи некаков позитивен процес во државата. И можеме да направиме и уште повеќе, доколку тоа го правиме во координација со владата. Второто прашање е што ќе се случеше ако се прифатеа сите тие обврски, односно иницијативи, барања и предлози на комората, Македонија ќе изгледаше поинаку. Сигурно, во позитивна смисла на зборот, затоа што тие доаѓаат токму од базата, доаѓаат точно од структурите на бизнисот и тие се автентични и не можат да не успеат. И третото прашање е што е проекцијата за наредните 10 години. За наредните 10 години бизнисот е во центарот на вниманието на сите политички гарнитури и сите субјекти во општеството, како би можеле да постигнеме
тоа што го сакаме, односно да го подигнеме нивото на животниот стандард и да ги подигнеме перформансите кои што тоа го определуваат. Така да, мислам дека со ова заокруживме и со книгата што издадовме по повод 100 годишнината, заокруживме све што можеме озбилно да кажеме и паметно. И во оваа прилика сакам пред сите вас да му се заблагодарам на сите вработени во комората, на сите компании членки на комората кои што имаат доверба во нас и на професор доктор Дарко Лазаров, проректор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кој што ни се приклучи пред 6-7 години, така? Пред 6-7 години ја напушти политиката, си дојде во вистинската организација и каде што може да ги искаже своите ставови и мислам дека е редок пример на успешен човек млад кој што и сака добро на државата и сака нешто да направи на тој план. Значи, на вас оставам да го имате тоа задоволство, да логистиката за овие 3 прашања кои што ја кажав, ќе си ја прочитате внатре, ќе видите како и заради што ние тврдиме дека е така. Не исклучуваме можност дека во наредниот период можда и нешто подобро ќе излезе. Можда тој апарат ќе и спремен на одговори на нештата, меѓутоа ние успеавме да ја спасиме комората, успеавме да изградиме предлог систем. На крајот ево обезбедуваме еден општествен консензус во државата околу прашањата на бизнисот и функционирањето на правната држава, што може само да е од интерес за сите нас. На почеток толку, сега му давам збор на професорот. Каже и председателот, со еден збор македонската економија ќе беше поконкурентна и ќе можеше да испорача значително повисоки стапки на раст. Сите ние знаеме дека овие стапки на раст кои што ги испорачува македонската економија во последните 15 на 20 години не се доволни за посериозна конвергенција или приближување до нивото на економска развиеност на Европската Унија, кон каде ние практично стремиме. Значи, тоа е првиот дел од книгата кој се однесува, како што кажав, на систематизирани иницијативи, барања и предлози и одговор на прашањето што ќе се случеше ако сите тие беа имплементирани. Она што е поважно во рамки на книгата е вториот дел, се однесува на потребата од градење на нов економски модел. Ние во изминативе години работевме доста и на анализи, и на научни истражувања, кои покажуваат дека овој постоечки модел на развој на македонската економија едноставно нема капацитет да испорача повисоки стапки од овие кои што ги гледаме или на кои сме сведоци сите овие години. И во таа насока, врз база на тие анализи, врз база на дополнителни согледувања, врз база на консултирање на релевантна литература, меѓутоа и согледување на практични искуства на успешни земји на успешни брзо растечки земји и секако врз база на многу консултации кои што комората и луѓето во комората, вклучувајќи го и председателот на чело, ги направиле во изминатиот период со представниците на бизнисот, со интелектуалците во Македонија и така натаму, и врз база на сите тие согледувања практично во оваа книга Нов договор за економски развој даваме предлог за нов модел на нов економски модел кој што веруваме дека може да испорача значително повисоки стапки на економски развој на редните 10 години. Она што кажа председателот, она што е многу битно е тоа дека економскиот раст и развој се комплексни процеси кои што не може да испорачаат некој позначителен економски напредок ако не се обединети сите чинители во државата, вклучувајќи академијата, бизнисот, науката, медиумите, граѓанскиот сектор и владата, односно креаторите на политики. Во таа насока го бараме тој општествен консензус за овие развојни приоритети на државата да бидат на пиедесталот во наредните десетина години во делот на политиката и економијата. Самиот модел е базиран на 5 фундаментални постулати, односно столбови, и тоа за окружување на темелните принципи на пазарната економија, јакнење на институционалните капацитети на државата, инвестиции во иновации и човечки капитал, развиена и функционална патна, железничка и енергетска инфраструктура,
модерна индустрија и конкурентен извозен сектор и ЕУ интеграција и регионална соработка. Јас ќе се обидам многу накратко во наредните неколку минути да ги презентирам клучните барања и предлози на комората во рамки на секој од овие столбови. Првиот столб, како што кажав, за окружување на темелните принципи на пазарната економија и јакнење на институционалните капацитети, се базира на 5 препораки кои што комората и претходно и председателот кажува што од 2010 година ги афирмира во јавноста, меѓутоа она што сега во оваа фаза комората и ние како коавтори на некој начин го бараме, а тоа се јасни гаранции дека конечно овие барања на комората, односно предлози во рамки на овој сегмент, во рамки на овој прв столб, ќе бидат конечно исполнети, а тоа јакнење на правосудниот систем со цел владење на правото и неселективно почитување на законите, понатаму обезбедување на стабилен и предвидлив деловен амбиент кој подразбира задолжителна консултација на бизнисот во носењето на законите поврзани со работењето на компаниите преку јакнење на тој механизам на јавен приватен диалог, понатаму воведување и целосно почитување на даночен календар и намалување и ревидирање и намалување на парафискалните давачки. Понатаму вториот предлог е обезбедување, односно третиот предлог на комората во рамки на овој прв столб е јакнење на независноста на регулаторните тела со цел тие да обезбедат целосно почитување на принципите на пазарната економија. Четвртиот предлог е борба со сивата економија и корупција на сите нивоа со цел обезбедување на фер конкуренција и еднакви можности во економијата за сите. И на крајот претиот предлог во рамки на овој прв столб е професионализација на јавната администрација и дигитализација на јавните услуги со цел испорачување на брзи и ефикасни јавни услуги за бизнис секторот, поедноставување на институционалните процедури и намалување на административните бариери. Сето ова ќе овозможи намалување на трансакционите трошоци на компаниите, ќе обезбеди стабилност и предвидливост на бизнисот, а сето тоа ќе доведе и до подобри услови за водење на бизнис во државата, како на домашните, така и на странските инвеститори и компании кои што работат во земјата. Вториот столб кој се однесува на инвестиции во иновации и човечки капитал се базира исто така на 5 предлози. Значително зголемување на буџетот за образование во секторот образование со цел подобрување на квалитетот на образовниот систем и подобрување на образовната инфраструктура, која што треба да обезбеди конечно квалификувана работна сила за потребите на бизнисот и стручна, меѓутоа и високо квалификувана работна сила. Понатаму формирање на фонд за наука и истражување кој што практично треба да обезбеди средства за инвестирање во научно-истражувачка активност, меѓутоа таа научно-истражувачка активност треба да биде поврзана со индустријата и со потребите на реалната економија. Во овој сегмент предлагаме формирање на центри за трансфер на технологија, односно научно-технолошки паркови на сите државни универзитети и сите тие да бидат тесно поврзани практично со бизнисот и со реалната индустрија, да продолжи активноста поврзана со средното стручно образование и да се воведе дуалниот концепт на образование особено во високото образование. Понатаму да се воведат нови иновативни мерки за поддршка на млади луѓе. Тука во тој дел предлагаме конкретна мерка Моје прво вработување, кој што подразбира финансиска поддршка на државата за вработување на млади луѓе во приватниот сектор веднаш после завршување на своето стручно, средно или високо образование со цел младите да ги задржиме овде, меѓутоа во исто време и да обезбедиме квалификувана и стручна работна сила за бизнисот и на крајот да се забрза процесот на имплементација на стратегијата на паметна специјализација како една платформа за колаборативна соработка помеѓу бизнисот и економијата во делот на воведување на нови иновативни производи, нови иновативни процеси кои што се разбира ќе зголемат конкурентноста на индустријата. Третиот сегмент е развиена и функционална патна железничка и енергетска инфраструктура. Првата мерка која што комората и ние како коавтори на оваа книга ја предлагаме е воведување на законски праг за за минимално учество на капиталните расходи во централниот буџет. Според наши проекции, за да буџетот има развојна компонента, тој процент на учество на капиталните расходи треба да биде околу 14-15%, што ако погледнете на сегашниот буџет и на идните проекции, би требало оваа мерка да обезбеди околу 10 милиарди евра за гарантирани капитални расходи до 2034 година. Значи, во наредните 10 години, ако ова
биде имплементирано, може да испорача капитални расходи во минимален износ од 10 милиарди евра. Сега, втората мерка е изготвување на стратегија, односно дефинирање на развојни приоритети во рамките на тие капитални расходи, кои што ќе бидат од интерес на конкурентноста на македонската економија, македонскиот бизнис и индустрија, особено во делот на обезбедување на енергетска независност, особено во делот на заокружување на процесот на гасификација и секако модернизација на железничкиот сообраќај. Меѓутоа и тука предлагаме формирање на национално тело кој што ќе следи имплементацијата на оваа стратегија. Национално тело кој што ќе биде формирано од представници на бизнис секторот, од представници на владата, меѓутоа и од експерти, универзитетски професори, и тоа ќе гарантира на некој начин имплементацијата на тие приоритети во наредните 10 години во делот на инфраструктурата. Понатаму третиот предлог е ангажирање на професионални проектни менаџери кои што ќе работат надвор од јавната администрација, меѓутоа ќе имаат професионални договори со државата во делот на имплементација на тие капитални расходи за образување на процесот на издавање на градежни дозволи, особено за инвестиции, повторувам, во производни капацитети, индустријски капацитети кои што ќе го забрза тој процес на индустриализација на македонската економија и на крајот интензивирање на процесот на децентрализација преку обезбедување на системски пристап во делот на рамномерниот регионален развој. Четвртиот столб се однесува на модерна индустрија и конкурентен извозен сектор. Тука предлагаме значителни, да речам, предлог решенија кои веруваме дека можат да го забрзат тој процес на модерна реиндустриализација и да зголемат конкурентноста на извозниот сектор. По таа насока предлагаме надградување на закон за финансиска подршка на инвестициите со посебна компонента на технолошкиот развој, особено за компании, производни компании од преработувачката индустрија кои што имаат извозна ориентација и подршка која што ќе биде во форма на инвестиции во машини, во опрема, во производни процеси и така натаму. Тука имаме конкретно решение до идната влада во делот на механизмите и начинот на измена на овој закон за финансиска подршка на инвестиции со цел тој да испорача значителни инвестиции, да ги подржи инвестициите на приватниот сектор од секторот на преработувачка индустрија и од извозниот сектор. Вториот предлог е спојување на АСИП со Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони во Агенција за странски инвестиции, која што ќе работи по нова методологија на привлекување на странски инвестиции, чиј фокус ќе биде привлекување на инвестиции со цел извоз на производи со поголема домашна додадена вредност. Сите ние знаеме дека нето извозот на сегашните инвестиции е прилично мал и во таа насака мислиме дека е потребно промена на таа методологија, меѓутоа во еден системски формат преку оваа Агенција за странски инвестиции. Третиот предлог е формирање на Национална агенција за промоција на извозот во форма на јавно-приватно партнерство. Постојат вакви успешни примери во други земји во светот, каде фокусот ќе биде целосно насочен кон обезбедување на подршка за домашните извозни компании за нивната промоција на странските пазари. Понатаму целосно усогласување на царинскиот систем, нешто што Комората и во изминатиот период го бараше, делумно беше прифатено, меѓутоа цениме дека треба да се направи целосно усогласување на царинскиот систем за да извозниот сектор стане поконкурентен и на крајот туризамот конечно да се третира како извозна гранка која што може да испорача значителни приливи, девизни приливи на државата, и тука во овој сегмент предлагаме системско или институционално решение во делот на туризмот, или да стане посебно министерство или да се формира координативно тело во рамки на кабинетот на идниот премиер, кој што сериозно ќе го третира ова прашање како важно прашање, односно како извозна гранка. И на крајот, петиот столб кој што е поврзан со сите овие, да речем на некој начин помалку или повеќе, е интеграција и трговска регионална трговска соработка. Во овој дел исто така имаме пет предлог мерки. Првата, интензивирање на процесот на преговори на земјата со цел полноправно членство во Европската унија. Тука Комората и во изминатиот период неколку пати ги нудеше своите и човечки, и кадровски, институционални капацитети, меѓутоа и својата мрежа, меѓународна мрежа на пријатели во делот на помош на државата во тој преговарачки процес. Понатаму вториот предлог е јакнење на институционалните капацитети со цел поголема искористеност на фондовите кои ни стојат на располагање, но кои ќе ни бидат достапни во наредниот период. Тука мислиме и на јакнење на капацитетите на јавниот сектор, меѓутоа и на јакнење на капацитетите на приватниот сектор, за да можат тие да аплицираат
за тие фондови. Третиот предлог е интензивирање на регионалната соработка. Тука не би сакал многу да зборам, затоа што комората веќе активно работи и е активно вклучена во сите регионални иницијативи со цел побрзо фаќање чекор во делот на конкурентноста на нашите компании, меѓутоа и подобро регионално инфраструктурно поврзување со останатите земји од Западен Балкан. Четвртиот предлог е проширување на договорите за трговска соработка со други земји кои што ќе ни отворат пат на нашите извозни компании да можат да ги извезуваат своите производи, особено во Северна Африка, на Блискиот Исток и во други земји каде што ние имаме одредени потенцијални компаративни предности. И на крајот е активна дипломатска кампања која што ќе овозможи искористување на сите пријатели на Македонија во олеснување на тие преговарачки процеси, меѓутоа и многу повеќе искористување, пак ќе повторам, на фондовите кои што ни се на располагање и кои ќе ни бидат на располагање во наредниот период со цел нашите компании да станат поконкурентни на европските пазари. Тоа се отприлика сетот на предлози кои што ги дава комората, систематизирани во овие 5 столбови, и ние мислиме дека овој модел на економски развој, ако добие, да речам, ако биде прифатен широко од сите чинители во државата, повеќе од сигурно ќе испорача многу подобри економски резултати, економски напредок на државата во наредниот период.